Градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев забарикадиран во членот 102 од законот за АВМУ 3 години како ги пушти низ вода локалните медиуми без да им исплати, додели, донира било какви средства, оставајќи ги во ситуација пред згаснување. 3 години тој им вели на новинарите дека пари за нив се предвидени во буџетот, тие стојат, ама не знае како да им ги исплати. Помина и 1,5-годишната ковид криза во која државата помагаше на кого ќе стигне, ама општина Кочани пак не најде начин и оправданост да направи каков и да е добронамерен потек кон медиумите. Можеби неговиот крут став и може да се разбере да не беа примерите со другите градоначалници широм државата, кои јавно изјавуваат дека медиумите им се потребни и нема да дозволат да ги снема. И по тој основ издвојуваат средства за нив на месечно ниво, како што се Штип, Струмица, Гевгелија, Куманово, Свети Николе. Или да не се најавите на премиерот Зоран Заев дадени во неколку наврати дека на тој член не му е местото во законот, дека ќе се тргне, дека ќе се формира фонд за медиуми. За жал, од сето тоа и по 3 години ништо. Мандатите ќе истечат за некој месец. Некои градоначалници ќе останат, други ќе бидат сменети. Дури тогаш Илиев ќе види и ќе свати дека самиот се заглавил во неискуството од практицирањето на функцијата, бидејќи секаде се ќе продолжи да тече нормално, но ќе остане неговото 3-годишно сурово казнување на новинарите, оставајќи ги без средства кои значат опстанок, а се како што самиот вели заради тоа што никој не можел да му го плати мирот. Тоа што е чудно во целата ситуација е што поедини медиуми упорно се ставаат во функција на градоначалникот, иако не добиваат средства од општината, што буди сомнежи на поширок план.